Благодарам. Прво, го одговорам на министерката, тие 18 милиони денари се средства кои што можат и ќе се употребат за цела територија на Република Македонија, а не за специфично градот Велес. Зошто мислев дека треба да се издвои оваа сума на средства од 10 милиони денари специфично за градот Велес, се две причини. Прво, заради настанатиот пожар на единственото место околу Велес каде што имаше шума. И ветувањата кои што ги дадоа и председателот на државата и премиерот на државата. Тоа е една работа. Втора работа, во моментите кога беше ребалансот на буџетот, вие почитувана министерке тогаш што туку бевте избрана и не зимам за зло, амандманот беше одбиен со толкување или со образложение дека само што не почнале оперативните зафати на терен и дека во октомври месец таму ќе веќе почне да се пошумува. Тоа го кажа колегите претеници, врз база на информации кои што ги добивале од министерствата, јавните предпријатија на локално, на државно ниво и така натака. Јас сакам да ви известам дека од тие ветувања тогаш реално не видовме ништо на терен. Пред 2 дена, значи после, еве да не се лажам, може 4-5 месеци веќе поминаа, не се сеќавам точно, пред 2 дена започна отстранување на опожарената дрвна маса. Тоа значи дека она што ви го кажав дека оваа есен нема да превземете активности за насадување на нови насади, испадна точно. Што е ризикот? Ризикот е дека со секој ден поминат, сега и ќе имаме сезона на врнежи, ќе настане ерозија на почвата, заради тоа што цела околина на Велес страда токму од ерозија на почвата. Таква е земјишната маса во околината на Велес. И ние веќе пола година или 4 месеци, не взимајте за збор, не знам точно датата кога настана пожарот, 4 месеци нека не се превземени никакви активности. Во меѓувреме таму имаше сликање, реков премиерот дојде, пола влада дојде, председателот на државата дојде, градоначалникот, советниците од СДСМ дојдоа, па директорката на локалното шумско предпријатие се сликаше таму 10 пати, 100 изјави даде господјата, јас лично и не ја познавам нејзе. Ништо од тоа. Значи, сите солзи роневме за тоа дека единствената шума околу Велес е изгорена, никакви активности. Никакви активности. И сега, ако се доведеме во ситуација, истите образложенија да ги слушнеме, како што ги слушнавме пред за ребалансот, дека не се секирајте, се превземаат, има физибилити студија, проект, отиде работата. Само да констатираме дека тоа што го зборевме тука, јас испадна точно и колегите од СДСМ тоа што го збореа испадна неточно. Тоа е фиксно. Затоа, министерке, и друг аспект има. Велес е град со, би рекол, најголемо историско загадување. Во смисла на град кој што долги години беше изложен директно на тешки метали и загадување. И ден денеска тоа се случува не од топилницата, од друга една фабрика која што ја толерирате заради тоа што газдата на фабриката некако во меѓувреме последните неколку години стана близок до вас. Секоја вечер го загадува градот, секоја вечер граѓаните ставаат слики по Фејсбук и помина со 50.000 евра казна заради тоа што се крена огромна паника и медиуми и така натака и така натака. Но и после казната фабриката продолжува да го загадува секоја вечер градот. Од тој аспект, мислам дека не е страшно и нема да бидам малициозен да набројувам за што се трошат 10 милиони денари во државата. Мислам дека воопшто нема да биде страшно, посебно заради тоа што овие пари предлагам да се извадат од средствата кои што и онака нема да се употребат, а тоа се средствата за специјалното јавно обвинителство. Таму помалце луѓе ќе зимаат плати, ќе зимаат помали плати, нема да јадат фстаци, бадеми, се надевам, така да нема потреба тие средства. Затоа би било многу добар гест, доколку, заради ваква работа, и не е голем, не е грамаден амандманот, се 10 милиони денари, знам дека нешто општината има резервирано средства
за истата намена, македонски шуми има за истата намена, но да биде подстрек. И тоа не е гаранција дека се спроведе на терен работата, но да биде подстрек. Размислете како мислите, така постапете. Мене ми е жал заради тоа што ова станува тема за политичка дебата, но не можеме поинаку да се разбереме. Ви реков, вие не бевте тука во поголем дел од расправата за ребалансот. Сето ова што сега јас го барам, тогаш колегиве пратеници ми ветуваа дека до буџетот све ќе биде завршено. Ништо не е завршено. 3 трактори дрва имаат исечено и изнесено од таму и ништо не е превземено. Благодарам.